Обвинителството за организиран криминал и корупција ги истражува пропустите на органите за бегството на поранешниот премиер Никола Груевски. Министерството за внатрешни работи и кривичниот суд и СЈО неофицијално се дел од проверката на обвинителството со кој раководи Вилма Русковска. Додека трае предистрагата на организиран криминал, премиерот Зоран Заев вели јавноста ќе ги почека деталните информации за тоа како избегал Груевски од Македонија. Наместо од домашните, јавно одговорност Заев побара од соседните земји. Јас сум информиран, отприлика ги знам до сега до каде се стигнати работите од Министерството за внатрешни работи. Јас верувам дека во многу брзо време ќе завршат со истрагата, да ги споделат сите детали што тоа се случувало во Република Македонија. Заради тоа што знаеме што се случувало во Албанија, во Црна Гора, во Србија и во Унгарија. Останува прашањето како тоа наши пријатели, 4 земји, тоа го дозволиле, и секако останува прашањето како тоа 3 земји членки на НАТО. Заев уверува дека последен пат со Груевски комуницирал пред собраниските инциденти од 27 април. Демантираше дека зборувал со Груевски пред да избега од Македонија. Ама работа ќе испадне дека ние заедно тоа сме го договарале. Со господинот Груевски, од кога сум премиер, година и пол сум премиер, немам никакви контакти. Весникот Политик објави дека унгарските разузнавачки служби му помогнале за бегството на Груевски. Унгарските власти потврдија дека дипломати му дале помош на Груевски за транспортот до Будимпешта. Унгарската опозиција подготвува план за да го спречи азилот на Груевски. Опозицијските ставови се дека владата на Орбан ги прекршила законите за давање на азил на осуденик по кога е распишана меѓународна потерница. Половина месец Никола Груевски е недостапен за македонските органи на прогонот. Осудена на 2-годишна затворска казна за нарачката на луксузниот Мерцедес од 600.000 евра. Против него се водат уште 4 судски процеси.